Благодарам. Почитувани граѓани, почитувани медиуми, како и што очекувавме, СДСМ нуди стари и истрошени кадри. Ниту еден човек со кредибилитет не им се нафаќа да биде жртвено јагне во пресред на очигледниот пораз кој ги очекува СДСМ на овие локални избори во октомври. Кандидатите на СДСМ за градоначалници се лица кои сменили по неколку функции до сега, воопшто не се нови како што велат, многу се подмитливи, тоа се виде по неколку афери кои што излегува за нив и се луѓе со сомнително бизнис минато. Почитувани граѓани, конкретно за Битола, СДСМ, Зоран Заев, Вице Заев и Васко Ковачевски го прекрстија градот Битола во Стентон град. Зошто го велам ова? Кандидатот на СДСМ за Битола, Христо Кондовски, е дел од бизнис лобито блиско до Вице Заев, дел од групацијата Есен и Стентон, чии бизнис партнери се лица кои го стопанисуваат каменоломот над Битола која загадува животната средина и штети на околината. Но ова е само дел, има многу повеќе работи во однос на него. Според наши информации, Кондовски е лице со криминално минато, кој во 2009 година тој е осуден на условна казна затвор за тешка телесна повреда, а и пред тоа се водени против него неколку постапки пред органите на прогонот. Дали ова е така, нека одговарат од СДСМ. Очигледно, таму имаме за кандидат насилник во најава. Сега, неколку збора за кандидатите во Центар, Куманово, Струмица. Замислете, СДСМ велеа дека нивните градоначалници во овие три општини се едни од најуспешните. За сега, со смената на овие кандидати да признаат дека ништо не сработиле нивните досегашни градоначалници и најсмешното од се е тоа што ставаат за кандидати уште понеспособни луѓе за оваа функција градоначалник. Признаваат дека ништо не сработиле досегашните нивни градоначалници. Горан Герасимовски, кој Љупчо Николовски го промовираше како нов човек, како кандидат за Центар, е всушност стар кадар на СДСМ и тој е актуелен директор на Државниот завод за индустријска сопственост. Тоа е принципот на СДСМ и начинот на кој го сваќаат поимот нов кадар, лица кои сменили по неколку функции во државата. Најнов кадар, според нивниот принцип, мораме се согласиме дека и Костадин Костадинов, миленикот на Заеви, кој ќе остане запаметен по низата скандали, како дружбите со судените во рекет, но и тоа како од позиција на власт си ја вработи половина фамилија во државните институции. Еден од поистакнатите за непотизам своевремено. Од новите кадри на Заев го гледаме и Оливер Илиевски, кој е актуелен директор на јавното предпријатие Водостопанство Кумановско-Липковско поле и послушник на партиската централа во градот. Почитувани граѓани, почитувани кумановчани, Илиевски нема ниту еден проект за себе како директор, иако неколку години го води ова предпријатие, а Пола Куманово зборува дека е и со сомнително минато и вклучително таква најава има и доколку би станал градоначалник. Ништо ново од СДСМ нема ниту во Ѓорче Петров, таму СДСМ нема кого да предложи и поддржи. По осигурен пораз оди со актуелниот градоначалник, кафеанџијата Александар Наумовски, кој, како што знаете, изминативе 4 години не направи ништо за Ѓорче, ја преспа својата функција, но не ја преспа дома или во канцеларија, ја преспа во кафеана. И тргна по примерот на Петре Шилегов и Златко Марин, па за набавка на пример на машини за перење, на свој братучет даде десетици илјади евра. Класични криминалци. Сонја Стаменковска е досегашен градоначалник на Македонска Каменица, која 4 години не мрдна со прст за општината. Иста е ситуацијата и со Сашко Поцков, кој е актуелен градоначалник во Гевгелија, исте принципот со сите останати предложени кадри. Ова се кадрите на СДСМ, стари, истрошени лица, бизнисмени со сомнително минато. Време е да ставиме крај на ваквите политики, време е да избереме честни и професионални кадри и суштински нови кадри, што е најважно, како што предложивме ние од ВМРО-ДПМН. Верувајте дека со овој избор на СДСМ за кандидати за градоначалници, победата на ВМРО-ДПМН и кандидатите на ВМРО-ДПМН е се поочигледна и се поизвестна. Благодарам.